Со Таско не би правила песна. Со Таско не би правила песна. Ова 18 плюс ти е, така Да, што? 18 плюс. Значи јас од 24-та година немам ништо видено освен зидови, решетки, командери, командерки, суд, адвокати, ништо не. Добро вечер на сите пред се, драги мои прекрасни гледачи. Се надевам дека уживате до сега у сите каркасти, еве за прв пат си ми гостувала ти кај мене. Да. Така? Се сеќавам дека беше Мислам, во аеродром. и тоа првиот пат, тоа беше у кафичот у аеродромот Да. Мамбо. Ама после уште еднаш мислам дека гостуваше ја и Марче која бевме? Да. Не у радио. И у радио И у у Капитол, да. Да. Ама тоа беше пред, па има доста време не сме се виделе. Да, многу време. Како си, шо преш, добра ли си, шо има ново? Зашо има ново, за шо е доброто, шо е лошото? Добро сум да ти кажам, не така што знаеш и ти, а и сите јавноста која што знае, да. бев малце затворена, под некои санкции бев. Сега сум конечно слободна, добив пресуда, добив условна казна, добро сум, работам по дома, се спремам да се заминам од Македонија повторно и тоа. Можеш ли да ми кажеш што значи вака сега, пошто си била таму, слободата за тебе? Има ли големо значење или и таму бевте слободни кај што беше? Види, искрено да ти кажам, јас секогаш сум ја поштувала слободата, ама после ова некако многу повеќе го ценам времето. Уствари, многу сме научени да ме кај полека, ќе биде све. Уствари време нема за чекање, јас сега некако го гледам тоа како, знаеш, цела 24-та година, 9 дена после роденденов паднав. Мене ми е фазон роден ден 25 за една недела. Да. Значи јас од 24-та година немам ништо видено освен зидови, решетки, командери, командерки, суд, адвокати, ништо немам видено. Како беше она? А обично сум, мислам, као и така и што треба да биде, сум во години кај што треба да стварам, кај што треба да се дружам, да се социализирам, да излагам, нели да Да, си кај што води животот, све што. И некако као стагнација се осетив дека сум и сега буквално, знаеш, не се либам, работам, снимам, значи ми се живее. Ама ти се одмори таму, реално. Се одмори, реално да ти кажам. Правев му една другарка таму баш од СЕЗ и викам, знаеш како ми е добро, се викам, ти треба да платам кирија, не треба да платам сметки, викам. Да, баш Немам имаш ништо, храна, да, имаш све. Ти носат од дома, ме свакаш, ме чуваат, викам, кај го има ово, викам, одмарам. А психички? Психички, Падна малце психички, депресија, да мепресија? не, немав таков Не? период. Знаеш како, моментот кога ме апсеа и тоа кога ме однесоа у станица, прво ми беше како грижа што ќе биде со мачката, што ќе биде со баба ми станов, ме свакаш, друго е сега баба ми од пензија да плаќа, друго е ја што го плаќам станот. Да, Другаче реално. е малце. Малце така 3-4 дена ми беше онаку шок бев. Не ми се веруваше, нели дека ќе се деси тоа што се А деси. филмско апсење имаше? Како филмови или? Не бе брат, дома си средував, правев компир манџа, јадев и отидов у соба да ме Че дома тука, не, дома, у Белград се дома, у БГ, Белград, да. дома, у Србија, да. Си отидов да си ја средувам собата како, знаеш, летни алишта да кривам, зимскиве да ги вадам и само отварање врата комшиници. Јас се уплашив, мислев некој од комшијиве. Ага. Ега ги видов. Више јасно ми беше, нели, зашо станува збор, не? Жандармерија, джандари. Толкави големи, Батиња. разбираш, инспектори, да. Си викам, леле, ова што е. А ти знаеше зашо е така? Мислам, беше Не свесна. сме будали, знам зашо е, само, нели. А знаеше дека некад ќе дојде и време до ова да се Предпоставував деси? се, а јас, знаеш, јас сум самоуверена и некогаш кога ќе се речам, ајде, како нема проблем да биде тоа е ништо мач и кашелј, и на крај се деси тоа што се деси. Мислам, сум била дете од тој период, не сум знаела баш што Последици, да не се последиците, размислува на што последици. тоа носи. Сега од кога сум ги дознала последиците, некако сум се молела како ајде, знаеш, да пројде тоа, да не биде ништо сериозно, да не биде нешто што ќе Да ми нема го... трауми, да, не предпоставам за баба ти за тоа, да, поише највише него за да. тоа него за мене, знаеш, немав јас проблем толку у затвор, знаеш, снаодлива сум.
муабеджика сум. Немам јас некој проблем таму, немав стварно никаков проблем, него мене единствено ми беше како тоа ќе се одрази, знаеш, на баба ми, на мојава кариера, на мачката. На мачката многу, да. Ама знаеш, сите знаеме како да направиме пари, ама страв ни од полиција. Да, само ше проблемов што мене не ми било страв, па дошло до тоа. Да, па да, тоа викам, нека мислам и ризик, не викам на луѓе дека треба да направат нешто тако него. Не, шала на страна, знаеш, некако во тој период не сум ни мислела дека може да дојде од ова, не сум ни знаела, да речем. Да, не си била свесна, си влегла со. Да. Али сакам да ризикувам јас, ама не баш вакви ризици да превземам, разбираш. Така да сега секој ризик што би требало да го превземам, ќе треба многу добро да го осмислам, не во смисла на кршење на закон, него општо животен. Ја реков кога ќе искочам од затвор, значи ако дојде пример да лежам во затвор, фала Богу беше само притвор, нели ми заврши све тоа. Кога ќе искочам, кога идам мастики да купам, јас имам фискална сметка, само на зелено проаѓам и не се расправам со никој, значи мирно ко бубачка. А сега на причачки проаѓаш со слушалици уво или со телефон или не пошташ закони? Не проаѓам, да ти кажам искрено, од кога ме пуштија, да, дома седам. Значи имам искочено дали 3 пати 4. Значи слободава многу, така кога ќе влезеш внатре таму мислам. Многу значи, многу ќе ти значат повеќе и блиските, многу некако другачија, знаеш. Кога сега ме спремаш за ја кога ќе влезам да знам што да очекувам, не дај Боже да. Се шалам. Знаеш, некако другачие, скроз другачие. Еве дома, секој ќе се искара дома, ќе, знаеш, ќе дојде до нервоза. И ќе кажеш свашта, и ќе се речеш, дај бе, пичко матер. Знаеш како сум викала порано, дај бе, више и сама да седам да живеам. Ама не, сега пример мене ми е драгоцено што седам дома со баба ми, па чак и да ме изнервира нешто, мене ми е многу поубаво што ќе се изнервирам со незе отколку таму што сум била со непознати луѓе што сум седела и реално што сум го губела времето. Реално и да седиш дома и од зид да гледаш е боле него да седиш таму. А кажи ми таму за условите какви се. И зашо те, мислам, те екстрадира, тука те пребација, не доби црн печат за назад за ова. И зашо таму не те, зашо тука те или дека си македонка и... Не, сега ќе ти кажам, тоа нема врска у суштина. Екстрадиција е кога те побарува државата каде што си го направил делот. А, добро. Значи јас сум го направила делово тука во Македонија. Сплетна околности сум живеела таму, мене ме побарал Интерпол, сум била на црвената листа противница како поет. Ме барал Интерпол, мене Интерпол ме наоѓа и ме спроведува во централен затвор во Белград, во ЦЕЗЕ, каде што јас таму треба да си ја чекам својата екстрадиција. Значи чекам Македонија да даде документација зошто ме бара, да видат Србија да... Значи ние сепак те сакаме тебе да се вратиш назад. Да, сакате, си ме гледа. Не, ја те поштувам, зборам за држава. Сите Македонија. Значи чекав јас екстрадиција. Беше чекање во 7 месеци, јас ја пролонгирав пошто знаев дека тука условите се ужас. А таму беше добро? Искрено ти кажам, таму беше бања. Ама мислам многу строго, да, ама пример таму нема телефони и такви работи. Да. Ама затоа имам 2 пати машина у недела. Секоја соба си има 2 имаш пати хигиена. Да. Значи сијаше таму, имаше редарство. Значи секој ден после ручек искачаш и чистиш ходник, значи по 2, една риба, една мете. Некако е скроз другачие. Хигиената ти даваат средства за хигиена. Се знае ред имаш. Како у хотел. Па не баш како у хотел, ама да. 2 сати шетња, што е многу позначено него пола сат. При тоа на шетња идете сите соби заедно, во 2 групи, на 2 шетњи, а овде идеш колку асоцијално. Значи овде идеш само со својава соба. Сега пример ја бев овде у Македонија со 4 жени у соба. Тие 4 жени, а само со една можев да правам муабет. Само со една бевме тука на... Се разбирав. Па на некој левел, Бранова должина. Сепак беше повозрасна жена од мене, ама бевме на некој левел тука кај што можеме да комуницираме со другиве две, не можеш муабет да направиш. И шо правеше, како ти поминуваше денот уствари? Шо на телефон седиш, читав книги. А че тоа дозволено е телефони, мелефони? Ама дека не е дозволено. Ама си има се джагара бага. И сега пример ако направиш проблем ово, но не ти го зимаат. Ама знаат, они се свесни, така? Свесни се кој ги носи телефончето. Па да, бе, тоа што викаш. У Македонија живееме. И добро, какви беа условите тука кај нас? Тука кај нас беа језиви услови, бе. Со
самото тоа, ја кога влегов, све ми беше испрано, чисто, да ме кидам у шутка, сакаш да не морам да се замарам. Влегов у соба, собава смрди корнена мувла, неисчистено, пример, имавме жена која не водеше лична хигиена, ствари натрпани, усмрдено тоа. Ни бања? Да. А добро, имаш услови да се бањаш, да се избањаш? А као 4 на 4 дена се бањаш? На 4 дена, па Да. добро, па мислам да не ти се истенчи кожата, Да, реално. значи не, види, на 4 дена се бањаш и тоа е, мислам, онака многу језиво, мене тоа ми беше неприфатливо. Сега јас се бањав секој ден, има нели луѓе кои што се Да, бањат бе. секој ден, Па ќе кажеш нормално, бе. односи ме на бањање ово, она, јас си се бањав секој ден. Јас се бањав и таму и у собата у тоа кај чучавецот со ладна вода, ме сакаш вака се сплакнеш, да се исплакне. не иде едноставно другачие, сакаш че. Ама лошо беше. Баш кај жени, Женско Мислам, многу да. многу се захтева тоа. И тоа имаше оние стеници. Bed bugs. добро, катабити. аха. Ми се донесе душек, не сакаш ме купи баба ми душек, не можеш да спиеш, тоа ти влага. А може да ти Да, може такви работи да се донесат. Многу беше језиво. гости душе го таму? Да, бе, па да, како сеам дома да си Не, донесам бе. тартабити и душек и све, нек си е Да, матер бе. шо подалеку од мене. Да ти кажам, беше онака скроз језиво. Многу језиво. Многу језиво. А на пример од Сабајле стануваш и шо правиш, химната ја пееш? Не, стварно не знам. Пака, у Цезе, пример, треба да станеш у 7, имаш бројно и не смееш да бидеш у кревет, не смееш да спиеш, са ти можеш да си у кревет, ама доаѓа командирка, мислам, Да. само жени имаше на блок кај нас у Цезе. Стануваш на нозе, ме разбираш, не Ова можеш... збори за у Белград. Да, за у Белград. Не смееш да бидеш тука нешто као легнат, имаш одмор од 3 до 5, ама тоа не смееш да спиеш, можеш само да лежиш као. Да, бе, да одмараш. А овде, ја кога дојдов, станував секоја сабајле пред смена, а у 6 ше сипал ве в станата. И гледам, овие сите спијат, командири влагаат. Мене тоа ми беше као, what the fuck, као командири кај жени, ме сваќаш. И после почнав и ја да си спијам, ме сваќаш, ме гајле сега ќе спијат други ќе крмелјаат, што ја станувам Па и да, бе, у да, 6 бе. да го местам креветот и да ги чекам овие, не. Останував онака да си седам малце да пијам кафе сама или со оваа што ми беше. А имаш, мислам, можеш да си направиш ти кафе само кај тебе у ова ќелија? Да, значи не можеш да искочиш од келија, искачаш само на таа шетња пола саат со твојата соба и тоа е тоа. Збориш кај нас? Да. Пола саат, што е тоа? Кај нас си правиме бе, не со на затворско кафе, не си вода, Да, бе, имаше да. млеко и тоа ти е. Имавме ни плинско после тоа. А добро идеш на доручек, ручек Не, или тоа ти све ти носат носат? у соба и мене ми беше онака ван памети. У собава у Скопје, тука у Шутка, немавме маса. Имаш масичка, не можеш да јадеш, Да. а у Цези имаш маса голема, клупи. И се знае, седнуваш, ставаш Да, бе, танјир, ме си- сваќаш, јадеш нормално. Ама она као човечки. менза, као Нема по филмови менза, нешто нема менза. идеш? Тоа е у затвор. А, ти И си, тоа да. мислам дека и не у секој затвор го има тоа. Да, да, да. Тоа е У у Америка затвор. може, Да, може би. Овде дека е притвор е строго, мислам, затворено, не можеш да се дружиш со други луѓе, не можеш да идеш од соба у соба, сами текнала да идам пример кај некоја у Да, соба, бе, не да. може тоа така. Пример овде беше многу полабаво, знаеш, можеш да си збориш преку прозор со луѓе, никој нема ништо да ти рече, ќе си подаеш нешто. А пример у Цезе шеташ и ако се погледнеш вака со некој, ако прозбориш, одма те става под казна, под надстрешница и Си седиш љутиш таму. се седиш, да. А имаше, например, бифови, мифови, што не се сакаат, кланови, манови, Не. општо и таму и ваму. Мислам, има, знаеш како, со жениве е секогаш потешко, мислам, као и надвор. Да, класика. Нормално со имаше жени. оговарање и такви работи, ја немав проблем, имав со една онака нека зврчка на крај, малце се подкачивме тука, ама онака заврши нормално, ме разбираш, не дека беше нешто као А вау. тие со тебе што биле, за што биле Имаше 2 осудени? за убиство, 3 за дрога, едната што беше другарка што ме она Анастасија за оружје за дрога со дечката падна. Мислам, имаше и сметководителка таму за некој Проневера на за некој пари. проневери, да, нешто за некои такви работи, А мислам. политичарка некој имаше? Немаше, имаше министерки, имаше у Белград. Министерки? У
Белград имаше една акција нешто кај што испопаѓа, не знам дали знаете вие, кај што испопаѓа тоа министерки некои што работат по администрација. Што алаш вери што се правеле? Да, некоја пола министерство беше и све ни дојда онакви ме свакаш. На висока нога, на фригани, па као све им беше нешто им пречеш. Тешко, да, леле, као какви се услови, леле, кога се отидов у шутка, викам, вие да дојде. Вие сте у Хилтон таму. Да, буквално у Хилтон, стварно беше као Хилтон тоа. А добро, ќе ни кажеш ли ти зашто се деси ова? Ја имам две дојави. Ајде да ги слушам твоите дојави, ме интересира. Едната дојава ми е дека нешто преку ќе стигнеме и до овој момент, до OnlyFans, што знаеме сите дека со тоа се занимаваше, не знам уште, ќе кажеш ти, ама чекај прво да ти кажам дека да ги побиеме што ми ги кажеле тие дојавите, дека на некој твој верен фан на OnlyFans ти препишал стани, после те пријавил. Имаше таква дојава, ево. Као ти го препишал на твое име и после те пријавил. Не знам, мислам, така стигна информации до мене. Тоа е ван памет. Кешке да препишува станови на OnlyFans, уште ќе го имав. Па тоа зборам, викам, не ми е логично мене тоа. А втората беше дека со кредитни, не со кредитни, со брзи кредити, нешто пари, така нешто. Не, беше за проневера на пари, ама беше со фирми. Аха. За данок, зберење пари. Збориме за тука, така, за Македонија, Македонија. кога имав 19-20 години. Значи ти уствари за тоа си отиде од Македонија или не? Јас си отидов од Македонија. За кариера. Не знам дали се сеќавате, да, отидов, мислам дали сите се сеќаваат, отидов у Белград да снимам песна со Fox. Ама ја и ти сме правеле ова, ти беше кај мене, знаев ја дека идеш и знаев зашо идеш ти. Да. Ја ова везе немав ти што си правил позадина, се. Добра, ама нема да ми кажеш сигурно. Да, не муабетот беше дека отидов таму и видов дека многу боле се работи, многу повеќе имам некако перспективата ми се прошири, хоризонтите ми се проширија многу. Да, поголем извор на артисти, поголем извор на продуценти, на инспирација, поголем град, као можам да кажам со сигурност дека е центарот на Балканот Белград, за музика и за шоу бизнес, така да со све наведено што кажавме, се знае дека сум човек што прифаќа ризици, така да на 21 година сама си ги собрав парталите и кажав на мајче, идам за Белград, ако сакаш дојди со мене. Да, ама например ја на 21 година сум немал денар у џеп. Од каде ја наоѓи пари па за да се присели у Белград, мислам тоа стварно ти требаат многу пари да живееш у Белград. Да, треба. Реално треба. Бајте отвори OnlyFans. Све се поврзува. Да, све се поврзува. Си отидов у Белград. Ама ти пред да отидеш од тука отвори OnlyFans. Да, ама тогаш нешто него не работев. Мислам, у суштина него не работев, нешто OnlyFans-ов као гаста го работам. Да, добро, да, ама беше у почетокот. Лоуки, да, у почетокот. Ама сме се видели, ми можеш кажано дека се заработуваат пари, се заработуваат од глупости. Ти ми кажа тоа нозете дека си им ги сликнали дека од тоа пари. Да, и мислам дека дури ти покажував како изгледа. И ми покажуваше, да. Значи, што е најстрашно, да, се заработуваат пари. Немаше некои експлицитни глупости, све, да, него имаше глупости, баш глупости. Ако има OnlyFans и готово. Да, и треба све, да. Што е најстрашно, не од многу глупи работи се заработуваат пари на OnlyFans. Јас сега пример ќе кажам, кога го отворив OnlyFans-от имав само 4 или 5 слики. Ќе ти кажам дека се сеќавам у црвен долен веш беше. Само што го отворив, немав буквално ни 5 пораки разменето, јас немаше ни 7 дена. Поминато јас направив $700. Да, ми покажуваше. $700. Што тоа беше за мене ван памети. Значи да бе, не ти ми беше ни верно. Да, не ми беше верно. Ја кога ги извадив прв пат париве од банкомат, јас се осеќав као да крадам. Значи, онака, буквално се осеќав као да ги зимам и као да ќе ме гонат за париве. После тоа престанав да работам, едно месец-два не работев.
беа тоа сликите, нешто капнуваше, нешто ситно. Се тоа што бев во фазон као јас многу јадев гомна за такви онлифенсерки, за такви работи. Да, имаше. Многу бев против тоа, сега као демек сама си скокам у желудник, ме сакаш сама идам. Се побиваш себе си, да. Ама после си размислив. Чекај бе, зашо овие не се глупи што прават кешови што имаат пари? Не си го продавам телото да идам да се бавам со проституција, ако можам да заработам многу побрзо пари, поголема сума на пари и да вложам во музиката, како што ми беше и план, зошто јас да се малтретирам и да ми се одолжи тоа, да ми се пролонгира вложување во или зашто да бараш спонзори па да ги чекаш да ти плата, да ти исплатат и да точно. И така некако си го истерав OnlyFans-от, ама сега паднав, ме разбираш. А до кое ниво стигна на OnlyFans-от? Па до истото ниво до кое што бев. Пошто беше ти у Белград и имаше и фотосесии, се тоа правиш. Јас правев фотосесии, јас дури правеше и кеш, мислам. Правев многу поише кеш правев од колку што правев тука, значи не можам да се пожалам. Јас дури примери не бев нешто активна, ќе објавам слики на Инстаграм, знаеш на стори, ќе ми влезат, ќе ставам 5-6 слики на профил, ако одговорам, некад ќе одговорам. После почнав, тоа беше во почетокот, после имав маркетинг агенција која што се допишуваше у моје име. Чекај, тие имаше изнајмено за они да вршат све у твое име, да. Снимаш договор и сега пример они имаат 4. Четбот, ме разбираш, и он се допишува у твое име. Ако треба, не знам, гласовна порака да пуштиш, ке ми се јави, ке ми рече, хало Дијана, требаш после ти знаеш како гласовну поруку. Они беа од Србија, и јас ќе се пуштам, ќе пуштаме на гласовна порака и ни лук јал, ни лук мирисал. Значи јас од OnlyFans-ов немав никаква допирна точка. И колку, например, колку се заработува тоа пари? Кажи, не знам, ја може да отворам OnlyFans, од кај знаеш? Сега ќе ти кажам, има девојки кои што биле со истава маркетинг агенција која што работев јас и кои што нели биле малце полабави во контент и тоа. И поле по 80-100.000 евра у месец. Месец? Да, месец. Као се викаве од Србија, што што има не Мерцедеси, BMW. Да. Значи као многу се заработуваат пари. Добра, ама они сигурно имаат некоја експлицитна содржина, сега не е баш само. Да, сега не сум видела искрено, ја не ни една друга девојка не сум видела OnlyFans или нешто. Да. Ниту на било кого. Али да. А добро, легенди што плаќаат и такви ствари од кај се тука се од Балканот? Мене на почетокот ми беа сите од Македонија. Македонија. Дури ми беа од Македонија. Дури може и ги знам, ако ми ги кажеш. Имаше луѓе кои што стварно ги познам и мене у почетокот, знаеш, кога ќе видам, ми беше онака као ја не му пракам ништо на овој, ме разбираш, као ја можам ли да ги блокнам, ама јас го разбирам тоа се луѓе на кои што пример нели не им враќаш на Инстаграм или луѓе, кои што те обожаваат и јас тоа го не може да биде со тебе во моментот и си се надева, брат, сака да те гледаме, разбираш. Значи, мене ми се има дешавано, не знам сега, ова 18 плюс ти е, така да, 18 плюс, значи, мене ми се има дешавано, која рапува, брат, вадам песна 19, ме сваќаш, онака не изгледам ни секси, ни провокативно, можда на некој му изгледам секси, онака сум да. Ме сваќаш, со ролки на OG ми праќаат снимки како ме сваќаш мастурбираат на моите песни. И тоа ми беше тригерот, тој Душан, се сеќаш кој из Душан? Да, бе, да. Од Велес ми беше, како ми вика брат, ми вика воа, ми вика, сваќаш на Велеш, ми вика воа, треба да си будала да не го отвориш. Да не го искористиш моментот. Сега они ти праќаат секако ги има такви напалени, дури има и безобразни што се и што ти праќаат и што ти пишуваат и зашто да не го искористиш и јас бев во фазон као стварно брат, зашто да да више за џабе која може да земам и пари од тоа што ќе го прави, секако на секако ги има тие таквите, да, платонски. А имало чичковци такви мажени. Да. Тоа женети. Да, има и со жени, и со деца, и луѓе за кои што никогаш не би ни помислил дека има и пример тоа не го оправдувам, да е некој помлад ме сваќаш. Да бе, да му е окей. Немам што јас тука да оправдувам или да судам. Не бе, луѓето се ме сваќаш, ама пример сега јас кога би имала еве да сум маж и да имам жена и дете, некако другачие би го гледал тоа, не би си го барал задоволството таму. Ама сега тоа си е нивен живот, нели? И у продавници има цивери, па не се сите пушачи. Тачно, секој за себе вако си ги сноси и последиците, и одговорноста и све, така да свашта. Баш и за одговорност, јас пример не се срамам што сум во OnlyFans или не ми е мене глупо
тупо као нешто шока. Дали ме гледаш на љубаништа на плажа по купачи или ме гледаш кога ќе долен веш, се треба да си баш онака као коњ, онака право да гледаш, да си скроз онака ограничен па да речеш ајбе тоа лошо е или нешто. Едноставно не се пронаоѓам затоа што луѓето поготово во Македонија класифицираат. Сега пример, ја не сум OnlyFansерка, јас сум артист кој што има OnlyFans. Тачно. Значи, ја не сум прво OnlyFansерка, па кога сум направила пари, па и ќе правам музика, ќе ми прават продуценти песни. Не, јас сум артист кој што направил OnlyFans за да земе пари, за да може да биде артист, пошто нели ми ја сакате музикава, сакате да ми ја слушате музикава, па сега како да се погорам ја себе си. Да идам да дилам и да паднам у затвор, не, да идам да правам глупости и да идам у затвор, не, па боле ќе имам OnlyFans, така размислувам. Да. Ама сега некако... Ама сега направи све и падна у затвор. Да, и падна пи OnlyFans, направи у затвор, падна пи музика, правам више. Некако го пројдов тоа и сега некако другачија гледам. Некам да ме класифицираат као да ме ставаат у кош, да ме класифицираат. Као старлета. Да, затоа што скроз не сум у тој фазон. Така да одлива сум, јас сум била и сум имала и да се гурам и да се спонзорирам сама себе и пред него што сум имала OnlyFans, така да можам да го изгурам тоа и без OnlyFans. А кажи ми, многу ме интересира дали имало политичари у тие да ти кажам предплатниците. Не знам. Иначе не секој се дрзнува да го стави своето име и презиме. Па добро, валја има никнејмови, како што има на Инстаграм. Ама што е најстрашно, има многу смели мажи. И ја тој највише го поштувам, брат, ти имам, сакаш ја како сакам да знаеш кои су. Ставале име и презиме, ама вака политичари не сум видела. А што било нешто што ти побарале да направиш? Дебутантна? Да, Сега ќе ти кажам, ова не ми се верува дека постои. Ми се јавува некој, тоа беше прв мислам дека странец или можда глумеше дека е странец, не знам. Да ми прати 500 евра за да купам канаринче или папагалче и да го згазам да го убијам со нога, на што јас нормално му реков дека тоа никад не би го направила. Тоа беше едно онака језиво, тоа ми е грозоморно многу. И се јавувале, пример, не знам, ти пара измет да ти купи за 500 евра и да го гледаш, пример, како јаде, сваќаш. Не бе, мислам он Да, он да го јаде, пример, сваќаш, или мокрача и такви работи. Јад што е најстрашно тоа, сум сакала да го направам што си ти будала, дали продам компир или ме сваќаш, ја ќе се исерам ти што сакаш пред. Само што не бев тука, а на Јоци му звонам, му викам, брат, дај, викам, ќе ти дам 250 евра, знаеш. Тоа беше за покрача и да сврши. Као дечко ми тој период, ама брат, кај ќе пушташ ти, ја тогаш не имав дечко, ме сваќаш. Кај ќе пуштам ја од Белград, ме сваќаш, урин. Да, страшно. И му се јави Јоци ми рече, брат, ти не си нормална, рече, дај, реков, па не ти реков, ти да ги јадеш, бе, пуштај ги. Да, значи има и до толку отидени ликови, а? Има да се живи и здрави, ама има да се живи и здрави, стварно не ми се ни верува да ти кажам. Што слушам дека постојат такви, ама сигурно постојат и полоши од тоа, 100% постојат. Што постојат девојки старелети што идат у Дубај и што го прават тоа за многу пари, постојат. И што уживо им. Да, ме разбираш, им го прават тоа. Да. Постојат такви мажи, мислам. Па после ќе дојдеме тука, ќе со Ламборџини, со ова се на вас. Знаеме од кај ти се парите, бајо не ме дупи. Мислам што е најстрашно нивен живот. Ја сум научила дека во животот порано, знаеш како порано многу суде. Да. Порано бев таква као, ајде бе, ова, ваква курветина, ова правим. Брат, што ме боли курот, нека викам на слава, ја дома да нека ја земам за жена, кој што сака нека прави. Секој има, по ствари имаме научено, ние сами си го бираме животот. Ниту пример сега ниту можеме да си ги одбереме као што не можеме да ги одбереме родителите, фамилијата, така можеме да си го одбереме животот и какви ние луѓе ќе бидеме и како ќе го живееме животот. Со кои ќе се дружиме и све, да. И пријателите. Што е најстрашно, знаеш, од кога немам до аеродромот. Да, бе, па аеродром, ја мислам исте цело време аеродром. Да, носталгија ме спука сега, знаеш колку ги изоделе овие. Ја пред да продолжиме морам да си ги поздравам само спонзори. Ова што го гледате иде и на прва Скопска ТВ, да знаете, у истиот термин, 29 часот недела. Да ги поздравиме Джева Хирмов, можете да отидете да си ги видите, да си купите нешто што сакате. Таму Бабилон кафе прават најдобро кафе, сега ние ќе идеме да пиеме.
да види Дијана што е кафе, што е Фредо еспресо таму. Исто Алфи техноцентар, такт. Ќе ти дам и после и подароци имам за тебе. Благодарам. Да, Таман за роден ден. И не знам дали знаеш најдобрите кебапи кај се Скопје? Од Тетекс. Тетекс. Знам знаеш кај е Тетекс, имам јадено. Да, и тоа се најдобрите кебапи, мораме да ги пофалиме. Да се навратиме на тебе, кажи ми до кај си со музика, што правиш? Сега, тука те чекам да ме прашаш. Тоа Иначе вака сега, имам некое гостување у Србија. у Амиџи шоу. Не у Амиџи шоу. Има као подкаст исто. Да, го знам, ми го кажи и го пратам, само заборив како се викаше на Испод нуле, на мапи. На мапи, да. Треба да бидам гостин таму, сега не знам кога како, нели чекав документи она, поканата сум таму планирам да отидам да Ама изгостувам. тоа ти си рапуваш фристайл песна или Нема твоја? брат фристайл. Значи нема фристайл таму, еш- си пишуваш текст, имаш бит, си пишуваш текст и рокаш. Ама значи... само за таму ти е текстот, Да. така? Кој што ќе рече дека тоа е фристайл, значи лажат. Да, не е тоа никаков не е. фристайл. Таму сакам да одам и после имам 5 проекти спремни на српски, имам доста Ама стари ги имаш со, проекти. мислам ќе бидат со видео, со све. Српските Со спотови, дефинитивно, со- да, а македонскиве планирам, имам некои македонски проекти стари, што е најстрашно што ги имам стивано од 2020, 21, 22, а што се оган проекти и X причини Не сега виделе да не ги, светлин. да не ги напоменувам, не биле извадени. Така да планирам да ги извадам и тие као EP нешто, тука додека сум, а тука ќе бидам уште неколку месеци. Сакам да ги извадам затоа што стварно сметам дека и треба брат да слушнат што сум спремала, што А сум Дурбеше распречена ваму да у ги Творза пишуваше нешто? Пишував. Да? Пишував, а дури у шутка снимав песна. Еј, На снимав. телефон, да. А имаш Лице с потерница. некоја баш за таа ситуација што ти си има Лице с десна? потерница. Така се вика? Да, лице с потерница на српски, пошто нели се селам таму, Да. пак си одам. Планирам стварно да ја терам музиката таму, нормално нема да се откажам од македонска музика и ќе снимам на македонски. Значи на македонски и на српски, Да, да. али имам стварно озбилни онака хитични проекти, идам на часови пеење, ме сакаш, не сум више ординари репер from Да, Macedоnia. ама добро пак ти почна и мислам и те знаат сите Да. без да идеш на часови по пеење. Да, ама беше другачија. Валја нема да музика. стануваш поп-пеачка се, Ма или нема може би да станам поп-пеач. поп-пеачка, ама си имам некој свој стил, што пример ја не знам да ти кажам сега дали постои нешто такво. Аха. Таков стил. Значи као пеам. Бум-бап. Не. Скроз нешто друго. Значи некои битови најдов продуцент у Белград, Џера. Голем поздрав до него. Ја не сум слушнала такви битови. Знаеш како Џала и Буба што имаат пример нивни битови или Да, пример бе, кога ќе го слушнаш Раста, дека е Раста, дека знаеш дека е тоа Дека бит да, и дека е он. негов, да. Така и јас си го најдов својот стил. Пример, многу ќе речат, аве, остај рапова и ова, она, ама јас, пример, не се пронаоѓам више, ја не живеам уличен живот. Да, Ме сакаш, да. јас кога рапував, па знаеш како живеев. Ме сакаш, живеев уличен живот, бев... Хардкор. Не знам, хардкор бев. Сега Да. мене, пример, ми е... Сега мене си би од ме високото било- добро утро. Па не сум од високото добро утро, ама ме разбираш, не живеам така. Ја Да, бе, немам да, сега седнато си имаш. мало на клупа да седам 5 години, ме разбираш. Ама дека не живееш тука, може би таму седиш у БГ. Не, што е најстрашно, не, другачие се дружам, другачие ми е животот, другачие ми тече. Ме сакаш, не Да, пушам да. трава, више не живам таков живот, не се Еј, осеќам. не пушиш кога- трава. Не пушам А трава. у првата, кога ми гостуваше првиот пат, извади џокац, да. Да, мислам, види сега не пушам трава, ме разбираш, не е дека... Добре, чат пат да, лекат, чат може. пат може ќе запалам, ама не пушам трава, пушев секојдневно, онака, ме разбираш, беше како составен дел од мојот живот, сега не е составен дел од мојот живот, Да, сега, да. пример, вежбам дома, јадам значи- здраво, ме разбираш, скроз другачи живот. Лајфстайл, живеам, да. лајфстайл и некако не ми се го сакам хип-хопот. Пак е ова хип-хоп, не е нели музика што ја вадам, не е народна. Да. Ама у секој случај не е она рап, комерцијала е. Да. Ама Ма добро, што друг мислам, стил.
некој Од нов андерграунд почнаш комерцијалот, зашто таму е кешот, таму се парите. Јас пример не отидов на факс ради музикава, не отидов на факс, така да ја морам некако да ќе заработиш, да. направам музикава пари. А чекај со OnlyFans-от го батали сега Да, скроз, да. го скроз, немам веќе. А таму во Белград работиш нешто друго, мислам? Не, сега работам И со кој се дружиш? Како ти изгледа еден ден таму, мислам? у БГ. Да, во БГ. У БГ запознав девојка која што аеродромка е. Наша? Наша. Таму ја запознав, 39 години има, постара е. Се бави со филмска продукција, живеела во Италија, нешто, она многу е откачана, Кристина. Со нејзе се дружам, пример. И имам другарка која што беше раперка на времето. Исто од наша? Србија, не, А, од Србија. Со нејзе се знам, требаше да правиме песна, кога ги вадев тие 19, она. И Рале, мојот најдобар другар таму. Рале порано бил у Passivity диџеј, мислам нарастамо бил диџеј, се дружел со него, ама после нели жена, деца и сега прави пример акустика по Passivity и тоа. Рале ми е составен дел од животот таму. Секојдневие. Да, од секојдневието и Лука, неговиот другар, поред него и мене ми е другар. А добро од овие познативе фаци некој? Јас со познативе не се дружам. Не? Не, јас пример со познативе, поготово со рапериве, јас само соработувам. А од овие, како се кажеш, задруга, Сега мадри? леле со тие не ми ни паѓа на памет да се дружам, не. Со никој не се дружам, имам... Ти беше тоа грешка што влезе у таму или него? Не ми беше грешка, ама беше неподношливо, едноставно не беше за мене. Ја бев у фазон, Ама ти ја не испадна. победувам. Колку време 3 се беше? месеци. 3 месеци. Ја мислев дека ќе победам, дека на светов конечно му треба некоја што не е со силикони, не е со што е некој нормално, памет, да. да ме сакаш. Ама таму дефинитивно само тоа се бара. Јас дури во да. момент се осетив онака како бара, дали јас стварно не чинам или дали јас Дали сум го глупа, утнала? дали сум јас утнала нешто. Кај да идам бе, друже? А види го бре. Ау. Вајде нешто се дешава тука, знаеш. Да. Така да не ми изгледа денот, така имам кубанци другари. Цело друштво, Кубанци. цела екипа кубанци, да. Значи со овие од задруга со никој Не, немаш имам само контакт. една од Бања Лука што е онака што ќе се пишеме чат пат онака на Инстаграм, ама тоа е тоа, не контактирам. И она е out of the world. Добро, таму валја бараат некои циркузи, некои драма, свејаши. Глупости, да. А јас мене не ми беше поентава да идам у задруга и да се бламирам таму. Да. Мене ми беше поентава да видат луѓето, мене ми кажа, знаеш како ми кажа, понашај се како дома. Ја дома не седам нашминкана. Ја дома не носам штикли, ја дома не носам хајдени, ја дома носам пижами, пењуари, тренерки. И јас тоа го земав. И тоа мене ми беше кардинална грешка. Јас немав гледано задруга. Да. Не знаев како се облакаат и што прават таму. И тука некако беше подругачија причава, сакаш. А добро, на пример, у задруга добар маркетинг ти беше тоа? Барем за од тој аспект. Јас влегов со 12.000 followers тогаш. Аха, и паднав на 10.000. Искочив со 11.000, 12-13.000 има. Значи, Искочив со 10.000, знаеш. ама ваља дека не си правела циркузи, дека не е вакво. Да, ама ја кога ќе срчнам пример, ја не ги имав гледано сега со друштво што работам вамо, на Дискорд сме на лайв кога работиме заедно. И гледавме. Знаеш, по коментариве некако ме поддржуваат луѓето таму. Сега? Не, тие што беа коментари на тие видеа, пример, што биле извадени. Имам некои лоши коментари. Па добро, ја не сум слушнал да имаш лоши коментари. Ме сакаш, не беше некој лош коментар, едноставно, стварно не се пронајдов таму. Сега, пример, да ми дадат некоја озбилна сума. Па тоа ќе ми беше како следно прашање, дали барем кеш направи од тоа што беше таму? Па направив, ама јас тие пари трудопло ќе ги направив напор. Па многу казни има без пиев, јас ме свегаш се заебав, ја. А чекај, ако спиеш со казна, ако не станеш, треба да станеш у 10 и ако станам у 10 и 15, имам неделен хонорар те казнуваат. Значи тука го јадеш. А боле ти е боле беше у затвор или у задруга? Боле беше у затвор. Веруј ми дека боле беше у затвор. Пошто ова ваѓа, мислам, психата сигурно ти спобудалува го со задруга, со различни такви карактери, егоцентрици. Со различни карактери, тоа. Ваѓа се У задруга некако многу беа
многу глупи луѓе имаше. Јас бев притао најлошата сезона, значи многу глупи луѓе имаше. Мене ништо повеќе не ме нервира стварно, мене највише ќе ме нервира глуп човек, глупо и просто размислување ограничено. Знаеш, онака кога се правиш дека си нешто, а уствари си точак. Да, онака. На бицикл. Тоа мене ме нервира. Ништо не може да ме изнервира друго. И кога немам со кој да се најдам така, ја пример можам сама, можам да седам сама и никогаш нема ми е досадно. Реал. Ама брат, значи онака седиш со имбецили, го делиш воздухов таму и притом многу попрљаво беше у задруга. Да. Значи задруга и шутка тука беа на некој левел. Наистина, Само што да. маска имаше она намештај камери, Да, иначе исто смрдотија. Ја дури у задруга се плашам дека ќе се разболам. Знаеш дека ќе имам некоја инфекција на кожата, Бактерија, нешто. При тоа хормоните тука ми испука, не хормони, нешто од стрес дека прв пат бев така затворена, циклус не ми дојде мене готово, тоа ми е. А ти се пушташе некој од тие ботовите таму? Страшно, никој не ми се пушташе. Никој? Сите им се пуштаа на тие со вештачки. Да. Страшно. Никој не ми се пушташе и мене никој не ми се ни свигаше. Буквално немав некоја немаше нешто како ме разбираш да ме извози на тоа. Да. Значи скроз другачие ми беше, едва и чекав да искочам. Мислев дека другаров Ралек иде у Норвешка, пошто он работи на оние висини, се качува по тие, знаеш. И требаше да иде, ми фалеше змај, исто мачкава, мајче. Мислев дека е Рале у Норвешка. А баба ти како е сега од Скопје да преселиш у БГ, како и се свиѓа? Мајче поише и си да се у Белград Да? од мене, да, на мајче. Мајче вика, ја едва и чекам да се вратиме, јас А овде. како испадна, мислам, ти отиде сама таму, па после ја Јас отидев повлече сама, она неси. не кеше да дојде. А ја и реков што ќе живеам, јас тука сама, ме сваќаш што ќе плакам сама за себе, тај дојде, ние секогаш сме си Да, биле ќе си заедно. бидеме екип. Не кеше заради тоа што знаеш, абе демек стара сум, ја кај ќе идам, ај види како ќе ти биде тебе и доаѓаш она, ќе дое на 10-15 дена, ќе некојаш доаѓаш и на 2 дена само да ме види, празници обавезно доаѓаше. И после ја измолив, онака, мајче, дај, викам, да не се заебаваме, плаќам кирија ваму, ти плаќаш друго таму, од исто тенџере Да, бе, ќе јадеме, сметки, сваќаш да, све, глупости, викам, зашо да ги ќе делиме? си бидеме една до друга, зашо да не си живееме и она се дигна, све преселивме од тука, дојде таму и А после таму ми се има со десува. кој да се, мислам, си седи со некој? Се дружеше со мене. Да, Пример, ама идам на некој ногти. бабички, други нешто? Не, немаше некои други бабички, имаме ние роднини таму. Ама пример, еве, идам на баба ми седи со мене и со моите другари, ме разбираш, Да, ја пример со да, Рале си идам жија. седам и она или Рале седиш. ќе дојде, ќе седиме со мајче, ме сваќаш, ќе дојде Да. Кристина со мајче седиме, ја ќе искочам, ама и со мајче седиме. Да. Пример, идам на ногти, Јована, Таша ми ги правеше ногтите таму, исто и она е повозрасна. Си ја зијам Ишо мајче си. со мене, ме сваќаш, си шетам со мајче. Значи мене, се погодило и не за да, БГ. не, мајче, пример, Да. знаеш, од тие баби, што Да, седат само бе, турски као- серии, што гледат, мислам, гледа и она, гледам и ја, да, ме бе, да, разбираш. ама добро, Ама, пример, пак има има. TikTok, има Instagram, Она? пратиме со, да. Да, значи Ми е кажам кај Бомбаке. модернизирана. Да, ми кажа, па сега го гледав со картоните, нешто збореше на телевизија. Знаеш, Да, сите ги да, знае, значи, упатена е, прати. ме разбираш. Не е баба. Поздрав до мајче. Поздрав до мајче, да. Упатена е мајче, знае све. Значи со мачката со све таму. Да, со мачката, со мајче таму. Ма леле, клjuč мајче дека беше тука, требаше да завршува некои работи и она беше тука скоро месец дена. Змај беше таму сама. Со Ме разбираш, онака, да. а уште ви стои таму станот, Не, така се? не, го рентирав станот, кај да ми стои, па не сум милиардер, бе, Бомба, да плаќам, скапо Да, е бе, таму кирија. Не, таму ми беше, мислам, платено, плаќаше мајче после тоа и све, ба и адвокати и све, ама мачкава беше, па се зезам, знаеш, ајде бе, демек сите лошо живеете, као мачкава моја у Белград у станот 5 квадрата Да, живее сама, свегаш, ја чуваат све. Али, она... И никад не би се вратила тука, така би, мислам, Знаеш би си како? цепала таму. Многу го сакам Скопјево, ја просто, поготово у ова паркче. Смок, ме сите. сваќаш, да, у овие, да кажам, улици, по овие улици сум израснала. Многу го сакам Скопјето и би доаѓала многу често. Да, бе, да, ама не ама би живеела тука затоа што, знаеш како, таму луѓето имаш некако- поише опции. Да, ама не само за опциите. Тука, пример, ако си ти подобар од него,
он нема да ти подаде рака или да ти каже Не, ајде само бе, дај ќе да те- соработуваме заедно. Него ќе ти рече ова не ти е добро, тоа мене ми се има десено. Абе оваа песна не ти е добра, мислам дека не треба да ја вадиш. Онаа песна бе не, треба малце подобро, а сега пример као човек што иде на часови Што пеење, имаш- као човек што седи стварно со јаки продуценти кои што работеле у Америка и ваму и таму. И кога ќе слушнам, знаеш кога ќе си ги слушнам стариве некои песни што не ми се извадени и си викам, Зашо не сум ги, зашо зашо јас сум била слушала глупа, било да. кого, бе, зашо? Ме разбер, ја не сакам да живеам со такви луѓе. Мене искрено ти кажам, јас искачам А овде. за кој конкретно? Сега конкретно, не конкретно, Мислам- низ историја, некам сега, знаеш, Да, да бе, не се да не- осети да некој не повреден, влагаш, навреден, да. јас со никого не сум скарана, со никого не, Точно. нели немам биф или нешто, дури Луна да ја видам на улица, сега би рекла, кај си Да, ма бе, Луна, да, да, тоа свегаш, било добра ти е поминало последната песна. пред Сегаш не 10 сум у тој години. фазон више, поготоа не да се расправам све, со секого би соработувала што ме свегаш, би соработувала и со тие што ми ставале кочници у животот. Затоа што јас... Кои се тие? Ај, Не бе, осте? се шала, не ги кажи. Знаеш, не, да не биде дека... Да, бе, да само не што, правиме само, драми да. сега. Си кажувам дека и општо, не само за музика, веќе Да, за општо, за работа. за луѓе. Ме за- разбираш, некако кој ќе искочам ми мириса на лошотилак овде, на завидно. Да, да, на Не, љубомора, на не- завист, на Не се. е дека во Србија го нема тоа. Ама многу подруга и најтешките селјаци у Србија се многу по широкоумни Да, него се овде многу отворени за минаше се, да. Значи многу подругачие е така да не би можела да се не би можела да се замислам овде. Ау, Не можам. А универзален неред? Шо Ме тоа умилено од тебе. Песната? Да, стварно Добра ми е песна, многу е, стварно јака, е да. добра песна. А со човекот не се ни гледаш, не Не, слушаш ни ништо. да е жив и здрав и он. А он е уште рапер или не се знае? Искрено ти кажам, не знам. Да, немаш. Не сум се заинтересирала, не ме интересира, му Дај- посакувам све најдобро. Браве, нека си бута Нека си брка гумата. работа, ме разбираш. Нека си мета читал. Нека си бута гумата. Да. А со кој ви правила фит од кај нас сега, од нашија? Искрено. И таму дали имаш некоја соработку најава? Дај нешто откри моц. Соработки немам у најава. Имаше со песна Србија. со Фокс, така? Имав песна, имавме уште една песна што не ја извадивме, многу рапарска, многу добра. А ќе ја вадите или не? Па не знам да ти кажам искрено. Немаш- Немам нешто, да. Муавет со соработка човек. со Наполеон таму и тоа нешто не знам дали ќе се вади, можда и ќе се извади, можда и Аха. многу боле ќе се направи. Сега овде имам договорен со Скитар, со Пеце. Аха. Пеце СКЦ имам договорено песна. Овде реално у Македонија, па не знам со кој би правила песна. Би правила песна со Зибом би правила песна. Така? Ми се многу добри, да. Многу ми е мило што, знаеш, што успеа некако сами почнаа. Да, да. Ама многу успеа и сега пример, да, македонска работа сите ќе се фрлат да ги разграбаат, брат, ја те поштувам ова она, ама Да, мислам дека се многу паметни и дека знаат. Не, ја мислам како дека што било. многу се добри, паметни Да. и секој потек им е на место. Да. Така да. Не знам со кој би правила, брат, и со Двабана би правила, со Таско не би правила песна, со Таско не би правила песна. Зашо е Не добар, знам, Таско, ми е јас си го онака, поштувам. Добро ти го поштуваш, нели Да, сега, да. пример, ја некого го поштувам, а ти Тачно, не, тачно, тоа тачно. си е све ствар вкус. Мене ми е тоа некако скроз, не знам, не би правила песна, не е мој стил, мислам, нели. Да, бе, да, Го да, сакувам тоа е успех во тоа што нормално, си го бе. прави све, немам ништо лошо да кажам, ама со него не би правила, такви песни не би правила. Би соработувала со македонски артисти, не е дека не би соработувала. Иначе ова прв пат го гледам овде. Кој е? Живак. Джиохир? Ова ми се спонзори, така е. Ладно е. Ладно е зашо климата ја имам пуштено за да го грее GoPro-то и да не се загрее свегаш. Да. А мислам дека добар мовец си направиме, Добар или мовец, сакаш уште да правиме Ако ти мовец? сакаш нешто да ме прашаш, јас ќе ти одговорам. А ја мислам дека во принцип Све се си да, рековме, за да да. можеме да луѓето да гледаат да ги оставиме пошто 50 минути траеме, а јас сакам да те почестам и новчаникот такто од нашиот Благодарам. пријател спонзор. Ми треба новчаник да си ги Јо, ставам пари, бе. Да, па да. Да. Се имаш многу, па ќе ти ги собера. Ова ти е од може и за мајче ова да видиш дека ти може да и користи како за вафли, мислам ја дека. видам. Да, па Да, не, знам, ама фала. као поштовање од вас. Благодарам. Фала ти Мило што ми е. што дојдеш, Фала што ме покани. што ми беше гостинке, баш ми е чест и мило.
Се надевам дека ќе се гледаме за многу поголеми успеси, Ама за ќе многу дојме поголеми ние у Белград, знаеш, од кога ти викам дека сам Да. да дојдам и треба да дојдам стварно и ти ќе ме поврзаш со некој, ја ќе те поврзам со некој и така ќе си Нормално. направиме Имам со некој. кого Не да ти те љубо поврзам. морам да ти кажам скроз. Не сум како овие тука што Ја се не ти луѓе, љубам, да. морам и баш Така ми е да мило. може да си се дружиме, не Баш ми ми е е фрка. мило и секогаш си бил реално коректен и према мене и вака Thank како you very особа. much. Така Поштовам да. за тоа и си тука. Мило ми. Фала ви на вас што гледавте, имајте прекрасна вечер, па се гледаме у наредна епизода. Чао, чао. Чао.